Il sosmense podia. Во овакви моменти сега сите сме на некој начин домаќини, а и гости. Гости во сечи дом кој е присутен на вечерашново Слоуфот новогодишно онлайн дружење пред новогодишно. И како кога се оди на гости се вели вака овие луѓево на куќа слама во куќа слава, да е жива домаќинска глава. Слоуфот семејството годинава помина низ големи премрежија. Но да ги заборавиме неубавите работи, да ја отвориме нашата домаќинска куќа за сите убави нешта и сите добронамерници. Да мислиме на убавите дружби, активности, да си посакаме желби една цела кумова слава. Затоа ве покануваме на Слоуфуд новогодишен коктел. Драги мои пријатели, вечерва нема да се фалиме, за да не се смалиме. Вечерва ќе славиме и нема да се мамиме. Вечерва ќе се сакаме и здравиците нема да ги прескакаме. Значи, ќе почнам традицијата на славите во македонската традиционална народна култура датира од многу одамна, не само во Македонија, туку и на сите овие наши балкански простори. Славата е најсвет чин, најсвет ден за едно семејство, за еден дом, за една куќа. И со душа се чека тој ден кога ќе дојде славата, да се соберат роднините, пријателите, да си посакаат се најубаво, да си разменат убави думи, убави мисли. Секогаш ќе се најде некој здравичар кој ќе ги поздрави присутните. Мене како председавач на Националниот совет и председател на Слоуфуд Осогово ми се падна таа чест да ја започнам ова наша вечерашна средба со неколку пригодни здравици, како извадени од богатата ризница на македонското народно творештво. Со мене овде е Владко Јосифовски, секретар на Слоуфуд Осогово, за да има со кого да наздравиме и ушите да ни го слушнат овој убав звук на овие чашки со црвено вино. Значи, добро и здравје.
добра мисла, Здравје. мир и милост. Господ од лошо да не чува. Господ да ни чува седбата, дар по полето, здравје во стоката, некоја смеќа на душманите, ум и разум на рисјаните, напомош денешниот Слоуфут ден, и си светци и помошници, Бог да ни прости крстени души. Бидете благословени и здравицави. Напомош вчерашен, денешен, утрешен, Свети Дух да подуе полето, што се пеат на приет, машки деца, женски јаганца, дар во благата, чад во буништата, оган во огништата, роса по полето, мед и млеко по планињето. Здрави и живи домаќините со се тајфите, домашните, куќи полни со гости, пријатели, братска љубов, Бог да ни прости крстени души, благостоите, здрави се да сте ми живи и здрави. Ајде си да наздравиме кој со што милува. Би сакал да ве видам сите, да ве слушнам помалку. Тука е, предпоставувам, и Елена Каровска-Гошевска од канцеларијата на Слоуфут Битола, со Матеј, најмладиот член на Слоуфут семејството. Елена, добро вечер. Јас вака поблиску да ме слушнете, пошто ни заспа најмладиот член, дори чекаше да почне забавата. Еве ве слушаме и ви наздравуваме да сте живи и здрави сите. Фала, да сме живи и здрави и Нека побројни. ни е среќен денот. Так, ние се уклучивме во проширен состав на Слоуфут. Мајка ми како производител на пипар, свекрва ми како една од првите која што беше во Слоуфут во Битола, тука со градините, со училиштата. Така да сите се инволвирани и во проширен состав сме денес. Одлично, баш ме радува. Така и го замислував, ја замислував ова наша средба да има што повеќе членови од фамилијата, затоа што и тие даваат свој придонес во нашите напори да ја афирмираме работата на Слоуфут заедницата. Баш така. Не знам, мојата честитка нека биде символично на она што мене ми отслика годината, до година да сме побројни во членство, во активно вклучени членови и повесели, нели да си ги имаме сите собери како до 2019-та, да не биде како оваа година. Да се дружиме повеќе. Што побрзо да помине. Матеј колку месеци направи? Дури 4. Машала, голем нарасти. Фала. Варно ви знаеш. Так. Одлично, може и подозда пак да се вклучиме. Би сакал да проверам сега на почетокот кој е тука, кој не е. Од Прилеп би требало да ни се јави Тодор Канумовска-Димески, нутриционист и лидер на Слоуфут Битол, Прилеп. Дали е тука? Добро вечер од најновиот конвивиум во Македонија, Слоуфут Прилеп. Добро вечер. Измина и оваа 2020 година. Беше лоша во повеќе аспекти, но јас би се осврнала само на добрите работи кои произлегоа од неа. Научивме повеќе да го цениме здравјето, да не го земаме здраво за готово, да сватиме колку е важно дружењето, контактите, особено со оние кои најмногу ни значат. Оваа година си посветивме внимание на себе си, се храневме поздраво, имавме можност повеќе да спортуваме и да бидеме во природа. И конечно, имавме можност да ги завршиме работите за кои секогаш имавме изговор дека немаме доволно време. Во годинава што следи, јас ви посакувам истото што си го посакувам и себе си. Добро здравје, многу среќа, вкусна и здрава храна и да си ги исполниме сите желби. Среќна нова 2021. Амин. Да ве чуе Господ. Хвала. Да сте живи и Среќна нова. здрави. Инаку,
На здравје. На здравје. Ние секоја година во изминатите години поединечно го славевме денот на мајката земја, Тера Мадре, некаде 10, 11, 12 декември, како кога ќе се погоди денот, така што ова година сме во предност што сите заедно во исти ден, во исто време го славиме овој ден. Така. Си ја славиме нашата работа. Да сте живи и здрави. Сите да сте живи и здрави. Еден од најактивните членови, значи како семејство ангелески од членови на Slow Food водно секако тоа се производители на најубавиот мармелад од шипинки. Мирјана и Бранко Ангелески. Ги повикувам да се појават. Добро вечер на сите. Не знам дали се гледаме. Се гледаме. Се гледаме. Добро вечер на сите и баш ми е драго што на ваков начин убав ќе испратиме ова стара неубава нова година, да дочекаме новата со поголеми успеси, здрави, живи и поголемо производство, поготово за мене. А јас би кажала дека иако оваа година беше тешка за цел народ, а ние, за мене беше еден момент среќен кога јас и мојот сопруг правевме 50 годишница од брак. Браво, живејте да се живи. Да направиме. Честитки, да ви се множат. Исто така, оваа година може да се пофалам, тоа што без разлика што епидемијата не фати, нашата мајка земја ни роди толку убави производи, толку убаво овошје шумско, што јас оваа година бев презадоволна и успеав да направам толку убав квалитетен мармелад од шипка, кој оваа година го пробав, вистина се воодушеви. И сакам да продолжат вакви години, мислам во климатските услови што ги имаме кај нас, да имаме поголемо производство, поголема сировина и да произведуваме повеќе здрава храна и органска храна. И сега ви пожелувам да бидиме, другото видување да биде во овој состав, али да почастиме за 5. Поголем број, уште поголем број да бидеме. Ние мислиме ние мислиме да направиме на една голема веселба за фамилијата, една веселба за Slow Food. Ама ние испадна сега пандемијата вака, али нема да ги заставиме тоа, само нека помине ова чудо. Секако дека ќе помине ова чудо, секој е лошо за добро, како што рече Котика. Се надам дека до годината ќе биде многу подобра и ќе надоместиме многу работи што ги пропуштивме оваа година. Така и нека ви е среќна новата година. На сите. Исто и вам, благодарам. Ќе имаме јавување од Париз, од нашиот Slow Food амбасадор, Жаклина Наумовски. Дали е присутна? Добро вечер. Добро вечер. Навистина, еве и Лола ве поздравува и таа стана парижанка, од Скопје ја донесовме у Париз. Како си, Жаки, колку време си таму? Јас во август конечно пристигнав, сопругот беше тука дојден пред мене на година и навистина 2020 ќе паметиме за многу нешта, али највеќе за мене беше на некој начин стресна година, одвоена од сопругот. Така да, конечно во август се прибравме, целото семејство се стана, се собравме сите тука и сега чекаме да помине сето ова за да продолжиме понатака, да бараме некако начин Slow Food, наравно, да го шириме пријателството и со французиве, па ќе видиме како ќе испадне сето тоа. Пред се сите треба да останеме, да се чуваме себе си, да се чуваме семејствата. И така, се надевам што побрзо да помине сето ова, за да можеме после да се и видиме во Скопје, пошто сепак ми недостасува Slow Food семејството. Така, тоа е. И посакувам на сите добри работи,
да помине сето ова и здравје Боже 2021 да биде преродба, да се видиме дали во Македонија, дали во Франција, дали било каде ни светот негде на некој slow food настан да се најдеме, тоа е тоа. Благодарам. Значи, поентата на ова твое кажување е, што јас апсолутно го поддржувам тоа, да се сочуваме за следната година и за идните години. Да се чуваме и да се сочуваме. Да. Ти благодарам, Жаки. Ајде, на сите посакувам среќни празници, среќна нова, среќни празници и се надевам брзо да помине се тоа да се видиме. Во живо да пиеме и да здравици да ги слушаме чашките кај чуката. На здравје. На здравје на сите. Здравје, азарно, за убаво за живот. Да. На здравје. Една од највеселите тајфи во Македонија ни доаѓа од Slow Food Валандово. Тоа е семејството на Македонка Узунова. Тие се дел од президиумот на сладкото од Диви Смокви. Дони, дали се слушаме? Добро вечер од Живот на Македонија. Да. Еве го и господин Начо. Да. Ве поздравуваме сите од Slow Food кај да сте. Ќе ви наздравиме со нашиот сок од калинка. Ќе се насладиме. Повеќе замесени со сладко од Диви Смокви. И ќе се потрудиме вечерва да ви разубавиме вечерта со една досега неиспинувана песна од групата Унивент, тоа е нивна авторска песна, насловена како Се после се. Ве поканувам да уживате во изведбата. Секако ќе уживаме. Да ја испратиме старата година и со безброй успеси да ја пречекаме новата. Поздрав на сите Slow Food пријатели!
Се најубаво. До следното видување во живо. Благодариме, поздрав за Валандово и за распејани валавдончани. Да сте живи и Браво, здрави. Валандово. Дони ем убави, ем распеане. Да. Следно видување уште повесели. Се најубаво. Поздрав до сите. Поздрав. Василка Стефановска, најпознатото заштитно лице на Slow Food Македонија, Slow Food Водно, Slow Food Алијанса на готвачи, училишни градини и така натаму, член на Националниот одбор на Slow Food Македонија и да доживееш уште многу титули да добиеш во животот, убави и награди и признанија за твојата, што би рекле, безпрегорна и пожртвувана работа во развојот и афирмација на Slow Food Македонија. Еве, Киркичката. Многу ти благодарам за убавата најава. Навистина ми е драго вака сите што сме собрани и мислам дека како да кажам, ем се буниме против оваа техника, меѓутоа еве во вакви невремиња не обединува, но сепак би посакала да видиме на купче заедно физички, мислам дека е многу потопло и поубаво за сите нас. Тешка година беше во однос на работата. Тешка година беше во однос на работата, меѓутоа успеавме некако да се навикнеме на ваквиот начин на работа со онлайн и работилници, конференции, состаноци, се што. Имаме добар, како да кажам, успех со училишните градини, затоа што оваа година ни се вклучија Slow Food Прилеп и дел од Slow Food Битола и формираме нов тим кој што ќе работи во тој дел на Македонија. Формиравме Алијанса на готвачи кои што ќе дадат голем придонес и во Slow Food гостилници, проектот кој што го тераме, меѓутоа и воопшто во сите проекти кои што ги тера Slow Food Македонија, затоа што се многу значајна алка во мрежата, во системот на исхрана. И да не теоретизирам многу, јас многу сакам да пеам, меѓутоа сега во моментот ако запеам може да се разбегаме, ама заедно кога ќе бидеме ќе си пееме. Немам музика, немам пратња. Може ќе си запееме една заедничка. Инаку ви посакувам на сите спокојна 2021, што побрзо да замине оваа, затоа што необична беше за сите нас и мислам дека ќе ја паметиме цел живот. Во здравје, да ве сретнам, да се сретнуваме, да имаме убави средби, да имаме настани убави на кои што знаеме ние убаво да се забавуваме. Живели! Благодарам вас. Од Slow Food Водно имаме и уште еден член кој би сакал да го слушниме, Давид Неделковски, собственик на козарската фарма Кози млеко Планина во село Раштак, Скопска Црна Гора. Дали е на линија? Добро вечер, се слушаме? Давид! Здравје. Палиш? Па, вака, баш оваа година беше тешка за сите, нема збор, ама па важно е да извлечеме поука од себе ова. До прва ќе чека ќе има многу работа, до прва ќе има адаптација на еден поинаков начин на живот, значи миграција. Верувам дека многу почесто ќе почнат луѓето да ги населуваат руралните средини, а со тоа ќе се појавуваат и проблеми кои што се помеѓу самото население и новодојдените. И тука ќе треба многу да се работи исто така. Но меѓутоа тоа е уште еден предизвик кој што не чека, па ќе видиме, нека ни дарува Бог само разум, вода, волја и тоа е се, другото лесно. Можеш слободно да... За недела дена не очекува журка
кај козите, значи почнува сезона на порење и ќе бидеме лудници. Тоа е во главно, луѓе, не знам, драго ми е што сум дел од ова Slow Food, почна да чепкам некои работи, да пролистувам, да читкам и ептен баш се пронаоѓам во се ова и мислам дека можам да дадам уште поголем придонес во оваа мисија, пошто производството на храна и уживањето во храна е уствари тоа е цивилизацијата, тоа е основата, на тоа се темели се ова што го живееме. Верувам дека може да биде само подобро од оваа точка, дека не може полошо. Ви посакувам среќна нова година, честити новогодишни и божични празници, па за убаво. Така ти благодарам, Давид. Инаку, испровоциран и предизвикан од твоето убаво сирење, јас и Владо Јосифовски, секретарот на Slow Food Осогово, еве неколку недели наназад купуваме по неколку килограми козјо млеко и со помош на интернет научивме да правиме козјо сирење и сурутка. Така што од сега натаму се префрламе на сосема здрав начин на живење и здрава храна. Сурутката си ја пиеме, а сиренцево си го јадеме. На здравје, нека ви е честитки, баш ми е драго. Тоа треба да се случува се почесто. Така е. Да. Секој може во домашни услови, тоа е многу така лесно, едноставно, додека да почне човек, после натаму нема проблем, може барем еднаш во 10 дена да си направи за своја душа, со своји раце. Така е, не е научна фантастика, точно. Така е. Драго ми е што се слушнавме. Секој е добро на здравје. Да. На здравје. Така. Филип Димковски, поет, новинар, активист, уредник на Полжавче и член на Slow Food Прилеп. Дали е тука, Филип? Добро вечер, тука сум. Добро вечер, добре дојде. Добро ве најдов. Како си? Благодарам за најавата. Одлично се чувствувам. Овако, ја следам промоцијата на вашето списание и ми е многу драго што имаме и од тој сегмент на Slow Food луѓе кои ќе можат покрај нас, кои сме на некој начин практичари, производители на понекои производи и афирмативно да делуваат во однос на афирмација на нашата. Повели. Прво ми е многу мило што дел од вас ги знам од претходно, а сега ги гледам. Некои од вас не ги знам, а сега ги запознавам нивните семејства, уживам во нивните приказни, некои од нив ги следам на социјалните мрежи и нивното производство и се она што го прават. Годинава, колку и да речеме дека беше тешка, превртлива, необична, донесе и многу убави работи. Прво мора да си признаеме дека пред се причина за радост е тоа што сите ја преживеавме оваа година и чувството дека завршуваме живи и се надевам здрави е доволна причина за да продолжиме понатаму со радост. Имаше неколку рожби оваа година, тоа е создавањето на Slow Food Прилеп, што ми е една од поубавите работи во оваа година, а другата е раѓањето на Полжавче, кое се создаваше со многу љубов, со сите што беа вклучени во него и мислам оти ќе продолжи натаму бавно и сигурно да се движи, да биде подобро. И идејата, разговаравме баш со Николче Николовски, дека баш во таа насока сите вие кои имате прекрасни приказни од производството, од дегустациите, од уживањето во храната, ќе ги вклучиме на некој начин, да го покажат сето оно што имаат и што е за добробит пред се на младите во однос на едукацијата.
како круна на годинава, еве сега пред 2-3 часа се вратив за настанов, насадив 30 нови дрвца и грмушки, така што можам конечно со ова наше вечерашно дружење да ја прогласам годинава за сепак успешна. Би сакал да ви прочитам една песна, се вика Подарок за дарот, од мојата книга Во градината има само љубов. Ете ги пак градините, кои се некако она што најмногу оваа година ме поврзуваше со Slow Food. Подарок за дарот. Сакаш да го промениш светот. Почнуваш од едно негово делче, од една негова страна. Си плукнуваш в дланки, ја сработуваш нивата неорана. Со испотено тело и раце груби, од прелогот правиш твое парче земја, што го љубиш и те љуби. Секој ден се поклонуваш пред постоењето, му намигнуваш на сонцето, се стрчуваш за да погледнеш дали кајсиите заврзале, дали грозието би родило, дали ждребето проодило, дали тиквите расцветале, дали јаричките пролетале, дали замирисал бадемот, дали се фатил калемот, магарето од дождот дали се засолнило, вимето козио дали се наполнило. Копаш и ораш, сееш, наводнуваш и жнееш. Ги полниш бочвите со вино, плевните со слама, амбарите со жито, се да е наброј, се да е сито. Само во еден црешов плод успеваш да ги најдеш светлината и благословот. Само со голтка вода, млеко и вино можеш да го сотреш отровот. Во твојот дом нема часовник. Ти ја мериш должината на насмевките. Знаеш кога од подснег излегуваат тревките, кога на синот запче му никнало, на ќерката кога косичка и пораснала, кога жена ти од среќа заплакала, кога мачката се омачила, кога квачката заквачила, богат си оти на синија можеш вода, храна и љубов да поставиш, и ниту еден добронамерник гладен да не го оставиш. Твоето парче земја, ти е домот, свртилиштето, точката од која кај да зафатиш, секогаш ќе можеш да и се вратиш. Во полнотијата, мирнотијата и личотијата, во пространството на љубовта, ја живееш хармонијата. Да го менуваш светот, не ти паѓа на памет, оти ти си изградил нов свет. Ви благодарам, среќни празници на сите. Браво, Филип, браво. Браво, Филип. Благодарам. Еве, ќе продолжиме во тој поетски дух. Пред малку не ми текна, ама сега ми текна за една песна од Шарл Бодлер, бидејќи Жаки ние во Париз би сакал и неизе, а и на сите дами да им ја посветам оваа љубовна песна, а секако пред најавата на нашата следна говорничка. Отидов на пазарот на птици и барав птица. За тебе, љубов моја. Отидов на пазарот на цвеќе и побарав свеќе. За тебе, љубов моја. Отидов на пазарот на железо и побарав окови, тешки окови. За тебе, љубов моја. И потоа отидов на пазарот на робови и те барав. Долго те барав, но не те најдов, љубов моја. Значи, благодарам. Мала Јаневска. Жаки, това беше посветено на Париз. Ме помири со Шарл Бодлер, пошто го имав на матура и паднав на испитот, пошто не ги разбирав поемите сега. Ме помири сега со него. Еве, ви направив помирување на Бодлер. Прекрасна песна е тоа. Така. Одиме со Маре Јаневска, готвати член на Slow Food Алијансата на готвачи.
член на македонската репрезентација. Во придружба на помладиот член. Браво. Здраво на сите. Браво на сите. Тука е и Марко. Здраво. Здраво, Марко, се запознавме во Ореов лад. Беше супер. Што да кажам, сите веќе кажавте. Да не се повторувам. Нека поминува се што беше изминатава година. Да има уште многу приказни заеднички, да не чекаат уште многу заеднички настани, да се дружиме и пред се нели да сме здрави и живи сите, за да можеме да се радуваме на моментите заедно. Амин, амин, Марко. Поздрав со црвено винце и домашно тазе печено лепче. И од мене. Ајде, чао Марко. Чао. Чао, чао. На здравие, среќни празници на сите, да сте радосни, да сте полни со љубов и да ви биде убаво во секој можен момент понатаму. Благодарим, Маре. Фала, Маре. Среќен Божик. Фала. Фала и на тебе, голем да растиш. Фала ви. Ајде, се усрами толку. Така. Постојат луѓе, личности во нашата организација Slow Food, кои ги одбележаа сите овие скоро 10 години како постоиме, нели, во Република Македонија. Една од тие личности која несомнено нам како Slow Food многу ни значи што е во нашите редови и што секогаш ни дава безрезервна поддршка и помош, е и господјата професорка Сонја Србиновска. Дали е тука да ја видиме и да ја поздравиме? Здраво на сите, благодарам многу. Здраво. Долги години сме заедно и сите ве сакам многу. Тешка година и ми недостасувате. Значи, оваа дружба, ама ми фалите сите кога ќе спидеме заедно, зуба традиционална наша храна, малку сиренци, малце винце и така, ама тоа е тоа. Оваа година беше тешка, али за мене беше среќна. Јас оваа година добив внук, прв внук, станав баба. Така што на сите ви пожелувам нешто убаво, значи ќе остане кај мене и убав спомен од оваа година, покрај сите тие перипетии кои ни се случува и овие тешки моменти. Иначе тешко ми паѓа недружењето, ми фалат сите и тие минатиот пат правевме нели една за традиционално, па ни покажуваа сиренца што ги направиле и ги гледаш вака, не можеш да ги пробаш. Не е тоа. Али затоа ви пожелувам на сите прво многу здравје, чувајте се, бидете среќни, носете љубов и да се дружиме колку што може во живот, да прославуваме и да си продолжиме со тие наши убави дружби и спомени, затоа што тие остануваат. Верувајте ми, ова е убаво, али мене ми недостасува сак со вас да се дружам, да се насмеам, да се нашлам, така да сите ми недостасувате, една убава весела дружба, нека помине ова и да се видиме сите и да прославиме, па кај ни е тука, што требаше да ни слави за годишнина на брак, не ја гледам, Марија изгубив, али она треба да не части, ја треба да частам, треба и она да части, така да се собереме сите. Ви благодарам многу, пожелувам се најубаво на сите. Маријана, тука си. Маријана, ќе частиме заедно. Само да помили ова, обавезно се состануваме. Дај Боже. Не да частиме само за убаво. Дај Боже, на сите пожелувам. Нека ти е здрави и жив внукот. Многу здравје, среќа, љубов. Фала многу, се најубаво. Исто и вас. Ти благодарам, Сонја. И сакале да го слушнеме човекот кој нашата куќа, што се вика Slow, има неколку столба. Еден од тие стожерни столбови за работата и за афирмација на Slow Food Македонија на домашен и на меѓународен план, секако е и професорот Чокревски, нашиот Чокре. Добро вечер, професоре.
Еве се од. Ајде да наздравиме. Ака, прво на здравје на сите. На здравје на сите. Со бело, па викам да не мешам, да не почнам да брљавам нешто. Па продолжувам. Мислам, имам почнато од пред состанок. Има една песна од Петре Башевски, вика, вака вели: пијам бело вино за да не ме спопаднат црни мисли. Не ме спопаѓаат црни мисли никако. Песната е таква. Викам 2-3 збора да кажам. Да. Боже, ќе звучат патетично, ама во 2005 година, кога идејата ја почнавме со тој амбасадорот од Европска унија, италијанот Киарини, јас не сонував дека ќе ја развиеме работава до ваму. Без разлика на колку години се минати од тогаш, и не сонував дека ќе стекнам толку многу добри пријатели, другари, и дека ќе имам ваква дружба и волку, како да кажам, позитивна енергија меѓу сите нас. Значи, видите, сите сме ние позитивни, сите се сакаме. Нема друго здружение во што постои, што волку луѓето се почитуваат, се сакаат и си посакуваат волку добри. Ама искрено, ја искрено го мислам ова, ако може ви звучи малку патетично, ама мене навистина многу ми значи. Значи, убава идејата, она што го тераме е супер, тоа е нашата филозофија на живот, меѓутоа мене тоа што околу таа идеја се собираат вистински прави позитивни луѓе од никој од нас не се знал претходно. Значи сите ние некако се здруживме со идејава, сите потекнуваме од различни средини, различни да кажеме позиции или било што, меѓутоа ние сите сме едно. Сите сме slow food. Тоа сакам да кажам. И тоа ми е многу драго и многу ми е драго што многу се сакаме и многу се почитуваме. Значи тоа не патетично и искрено го кажам. Втора работа што сакам да кажам е дека малце филозофски, малце патетично, ама сега вие сте сите поети, па пеете, па правите, мене не ме биѓа за тоа. Ама јас размислувам за природата. Ние сме slow food и slow food мора да биде близок до природата. Значи, денешното опсество со оваа глобализација, со сите овие работи, ја силува природата. Не знам дали сте биле во Кина, ама јас, Николчи и Сонја бевме заедно и видовме кој е чудовиште од конгломерат на луѓе, какво е тоа едно силување на природата, колку е тоа ѓубре, колку е тоа отпадоци, колку е тоа загадување. Па сигурно дека ќе се јават и вируси, сигурно ќе се јават и нови болести и можеби природата ни дава некој сигнал, малку да закочиме и да размислуваме како ќе се однесуваме и према природата и према животот. Можеби во цела оваа лоша работа што се случи, нека им е лесна земја на тие што починаа и не дај Боже да се повторуваат такви работи, меѓутоа и треба да извлечеме и некои поуки. Да се посветиме малку повеќе на здравјето, на здравиот живот, на здравата храна, на односите, па дома се прибравме малку, па почнавме да размислуваме за семејствата, па почнавме дома да седиме, да готвиме дома за пријателите, да се собираме, да се дружиме малку, па можеби во сите тие црни лоши работи што се случуваа во изминатата година, добивме и некои паметни поуки кои што понатаму ќе го изменат нашиот живот и ќе размислуваме, мислам колку ова патетично да ви звучи, на еден друг начин. Ќе имаме еден друг пристап кон животот. Животот после ова нема да биде еднаков. Мислам дека ние како slow food треба односот према природата, према животот, према здравјето, према семејството, према пријателите, малку треба да се вратиме назад. Аман од тие социјални мрежи, од типкање, од прајање, ние треба да се грижиме за најблиските и треба да си посветуваме внимание, љубов и дружба. Пуштање таму лајкови. Јас сум малце труп за тие социјални мрежи, можеби звучам вака и контра, можеби Николче ќе ме искара, пошто slow food е многу јак на социјалните мрежи, ама сакам да кажам дека ние малку треба да се вратиме кон вистинските корени на дружбата, на сакањето меѓу луѓето. Треба да се вратиме малку кон почитување на природата и кон исконскиот начин на живење на луѓето. Не знам колку можете да ме разберете, ама ова ја навистина го
го мислам како така и го посакувам на сите нас. Значи, ова посакувам во новата година и понатаму, да се преиспитаме малку и да не летаме многу. Јас летав, јас се немав симнато од авион. Немав 2-3 куфери, едниот го менувам и другиот одам на пат. И ке дојам тука 2 дена, ке ми се јавим Нико, чајде брзо нешто Slow Food имаме, чекај јас да истрчам да направиме нешто. Тоа е една работа, па пак ќе летнам и таков ми е темпото на живот. Меѓутоа, оваа година седење дома малку, посветување на внимание на работите, како што каже Тодорка на почеток, на работите кои што не сме имале време да размислуваме, да им се посветиме на пријателите, на семејството и на дружбата и на нашите социјални вистински комуникации, би било добро и тоа мислам дека е Slow Foodовски. Однос на нашите активности на Slow Food ќе дојдат и планираме и оној момент кога ќе можеме да социјално малку да се и во живо да се дружиме, пошто мене на времето цел телефон ми беше со слики од храна. Знаете дека патувам по светот, одам по Мишелин ресторани и само сликам, ама тоа кога ќе го видиш на слика, тоа нема никакво значење ако немаш да го помирисаш, да го вкусиш, ако не си со пријатели, ако немаш ситуација. И ги избришав сите слики, верувајте, сега веќе немам никакви слики на храна. Слика на храна за мене не постои. Сакам да се дружам, сакам пријатели, сакам храната заедно да ја споделиме и Slow Foodовски да ја тераме. Значи тоа го посакувам на сите нас за наредната година и планирам некои си други работи надвор од производителите. Тоа што е фокусот на Slow Food Скопје. Планирам работилници, а можеби во иднина и сајам, една работилница за кафе, пошто сите ние сакаме, пробуваме, ама не знаеме. Кафето е голема мистерија и на една-две раце може да се избројат експертите кои што се дегустатори за кафе. Па сакам да ги соберам сите луѓе кои што се бават со кафе тука кај нас и да ги соберам сите љубители од Slow Food и да направиме работилница кај што заедно ќе дегустираме, ќе уживаме во разни кафиња од разни страни на светот, со разни вкусови и со како да кажам, различни погледи на пристапот кон кафе. Пошто и кафето е секојдневна работа наша. Не е само од сабале удри едно турско и толку. Сите ние, не сите, ама добар дел од нас, живееме во тоа. И втора работа е маслиновото масло. За виното не зборувам. Виното Slow Wine ќе го тераме и тоа е договорена работа. Зборувам за нови полиња кои што нас ни го разобуваат животот и се дел од нашата, кажеме, секојдневница и уживање и хедонизам и се друго. Значи, маслиновото масло. Сакам да ги соберам тука, веќе имам неколку разговори со луѓе кои што носат маслиново масло, кои што се разбираат и да направиме една работилница со дегустација на маслинови масла. Тоа е исто во доменот и во, кажеме, во скопот на активностите на Slow Food и да си правиме мали екскурзии на мозокот. Морам да кажам дека ужасно, поред тоа што ми недостасувате да седнеме или да направевме една тера мадре Балканс тука, па да удревме, да растуревме све што треба и да покажевме како се прави тоа, мене ми недостасува и Торино. Значи, оваа година морам да кажам дека сум болен што не отидов во Торино. Значи, така си имам наштелувано, наоштрено, да таму септември, октомври, Торино ми е нешто што мора да се случи. Арно, ама и други работи не се случи, не можеше и на вистина сакам да кажам дека ужасно, не само мене, него на сите, вака што зборувам со сите членови на мојот конвивиум, ни недостасува Торино и се надевам дека следната година ќе има некоја компензација за оваа година и дека нешто ќе правиме и поред нашите дружби што ги планираме тука во Македонија, ќе отидеме и таму да презентираме нешто ново. Ајде да не збораме, нели, од факултет човек, па ќе се забори 45 минути. Колку? 40 минути, 45 или? 30-45.
Страшно извини, јас не знам да не ме биѓа за поезија. За пење уште помалку, одма ќе избегате сите, ќе затворите. А не, ама тоа не е битно. Али добро, викам живели. Да. Ние сме еден мозаик, прави. Живели. Живели. Здравие, дружба и слофут служба. Така Може јас нешто да кажам? Може, повели па. Контекст на муабетот на Чокре, дека не се познававме и дека случајни средби некои сме имале и дека навистина сите сме многу различни, сите доаѓаме од различни сфери на наука и на ненаука и од различни места во Македонија, ама ова слоуфуд дека не спои. Јас морам, сега се сетив на мојата прва средба со Чокре и кафето. Требаше да се формира Slow Food Convivium, нели? И мене ми викаат, па ќе одиш таму, има Slow Food Скопје, ќе одиш таму, ќе се сретнеш со Слободан Чокревски, па види нешто заедно, ко нешто со него таму, ја не знам појма, немам кој е. И со мојата колешка Анета, одиме на ветеринарен факултет, кај Чокре, и јас кам се, некој ово знаеш, нека професор на факултет, па нешто джиги ми ја професор од средна школа, што да ти раскажа? Влегуваме таму, не изгушка, сејте тука. И кој рече од полиците, сакате кафе од Африка, не знам од каде, сакате вакво, сакате онакво, и јадници видови на кафе. Можам да кажам дека тогаш најубавото кафе сум го пробала тогаш, и еднаш во Торино, кога ги тераше тие африканците да ни варат кафе и кога пиевме и кога го пиевме најакото кафе уживо што сум го пробала и најароматично. Така да мислам дека со полно право можеш да не собереш за работилници за кафе. Имаш зошто? Затоа што имаш искуства. Добро, за кафето е една работа и втора работа сакам да кажам девојчево, како се викаше што беше во Словенија, што готви тука? Александра. Александра. Значи, утре имаме закажано нашиот конвивиум. Она има во некој стан готви специјално. Имаме fine dining вечера. Она ќе ни прави 7 корса со спојување со вино, со све, а ние ќе оценуваме што ќе правиме и како ќе правиме. Значи, тоа е делот од нашиве активности. Знаеш дека сме ние малку ориентирани на хедонизам повеќе. Така, добро. Како беше ние активистите, вие хедонистите? Да, ние сме хедонисти. Ја морам хедонистичкото крило да го држам, ама сакам да кажам дека утре ќе одиме и ќе ја затвориме годината со една ваква вечера. 5 луѓе ќе бидеме на маса по сите протоколи. И можеби не можеме да се собираме, нели, да правиме фестивали и работилници големи, ама вакви мали дружби со протоколарно 4-5 луѓе на една маса на едно место, можда и можеме да одржуваме и за време на целава работа. Не мора да се гушкаме и да се бацуваме, знаеме дека се сакаме сите. И вака и преку ова се сакаме сите, ама можеби можно е да се прават мали дегустации, мали дружби, мали вечеринки, презентации, тоа надвор од ова. Ова е супер да се видиме, многу ми е драго вака. Само лицата што ви ги гледам сум среќен и ми е полно срцево. Ама можеби и тие работи ќе треба да ги продолжиме понатака. Се смени целиот свет, се смени начинот на живот, начинот на комуникација, па можда и треба и тоа да го правиме, затоа што ако се сведеме само на гледање преку, што викаш ти, го гледам овака, ама не можам да го мириснам и да го пробам, не е тоа. Храна на гледање, добро, Kitchen 24 и такви работи, окей. Се, ама, јас додека не го мириснам, додека не го пипнам, додека не го осетам, за мене не постои. Така е. Уште еднаш, ајде да не должам. Морам да кажам дека ние со Алијансата на готвачи имаме некакви такви идеи за некакви такви, еве ова со Александра што го правите, да се прави преку Алијансата на готвачи и на тој начин и нив да ги промовираме, а и да нивните активности да се зголемуваат и да бидат видливи. Значи, види, Василка, ние зборуваме за производители за ова зона, ама што да прават кутрите готвачи, ако немаат каде да презентираат? Така.
да прават кутрите, ресторатерии, тие што се дел од Slow Food, што се нашата комуникација со публиката и со све. Ако не прават мини такви работи кои што се по некој протокол да не загрозуваат здравје. Значи мислам дека треба да размислуваме да ја прилагодиме нашата работа во наредниот период, колку да трае, што пократко да трае, дај Боже, ја како атеиста да кажам дај Боже, да некако се прилагодиме и да не умреме и да не останеме slow food само вака живели на вака онлайн врска, него да направиме некои мали работи кои што ќе бидат безбедни, кои што ќе бидат согласно протоколите и кои што ќе можеме. Јас сум епидемиолог по специјализација и не мислам дека дружбата треба да прекине, ама треба да имаме дистанца. Ако можеме ние да седнеме на маса и да имаме 1,5-2 раздалечина, апсолутно не сметам дека е тоа некој проблем за дружење. А не многу луѓе, ама 4-5 луѓе на маса, тоа е апсолутно прифатливо. И ако можеме да, ја ги потикнувам сите членови на Slow Food, вакви дружби да поддржуваат со сепак држање на дистанца, да не бидат луѓето преблиску. Нема никој да се зарази ако биде на 1,5 метар од некого. Па колку сака да биде болен тој до него. Така. Така. Плюс, што би рекле кумановци, ние на вирус оној му онадимо и не му давамо да главу да дигне, пошто многу внатрешна дезинфекција даваме успак. Да се пошало малку. Сакам да кажам дека треба да мислиме нешто и да ги одржиме и готвачите, и ресторатерите, и тој сегмент кој што е умрен сега и е сега на умирање и е на дише на шкрги. Баш. Slow Food и треба ние да помогнеме да ја одржуваме работата. Убава е оваа дружба, ама размислувајте секој во својата средина да прави такви мини работи кои што би можеле да ја одржат нашата приказка и да ја промовираме понатаму. И ако не прекинете, ја ќе продолжам да зборам, јас се одма ќе се исклучам, ќе речам уште еднашка на здравје на сите и посакам прво добро здравје, многу дружби и што побрзо да продадат овие работи, да се вратиме малце во гушкање, во бацување и да направиме една голема тера мадре да покажеме кои сме и што сме. Нашата работа секако би останала анонимна, би останала таму каде што е,
ако нема проследувачи, новинари кои ќе не следат во нашата работа. Едни од најревносните поддржувачи од страна на медиумите секако е Вања Тодоровска со колешката Цветанка ми се чини. Ако е Вања тука, би сакале Да, тука сум. Тука сум да ве поздравам, дали се слушаме, се гледаме? Јас те слушам и те гледам одлично. Супер. Повели. Добро. Пред малку Чокре спомна патетика, ама тој сегмент од животот не може да помине без царица на патетика, т.е. без мене. Сакам да ви кажам дека сум навистина привилегирана што сум дел од семејството на Slow Food. И бидејќи годинава која што е пред нас, ќе помине во многу убави нешта, меѓу другото и во знак на Slow Food гостилници. Јас во тој контекст, како новогодишна честитка, нели, можам да дадам еден рецепт за Slow Food грне или Slow Food тава. Слушајте ме. Значи вака, се зема една голема, убава, свежа, нова и млада 2021 година, која што се чисти од жилички на, да речеме, малодушност, себичност, такви некои ситни човечки злобици, така, за да ја имаме чиста и убава. Откако ќе ја имаме пред нас, ја сечеме на 12 месеци и ја маринираме. Маринада на сите на Slow Foodаши е голема доза на љубов, голема доза на работа, голема доза на предизвици. Значи, сето тоа отслојува во маринада извесен период од 12 месеци и се дели на 365 дена, кои што потоа би требало, нели, да имаат некој фил. Филот е чиста хедонија, која што се наросува во обилни количини. Драги мои, би сакала годината што е пред нас да ја поминеме со овие работи кои што јас ги сватив како основно мото на сите нас кои што се најдовме, што се препознавме по убавините со кои што го славиме живот. Значи, виното ми е пред крај, ама пред да го испијам, да си направиме едно на здравје. Да ни е среќна нова. На здравје, среќна нова. Беше убаво и ова да го напишеш на страната на Slow Food Македонија да го имаме. Вкусна тава. Николче, јас подготвував една специјална најава за тебе, ама еве си сега пред мене, вака, што да кажам за тебе? Човеку кој 24 часа, 12 месеци во годината живее за Slow Food и со Slow Food и од Slow Food. И навистина, јас како актер во животот сум запознал многу луѓе, сум стекнал многу пријателства, меѓутоа еден од најдрагите луѓе личности во Македонија си ми ти. Ти благодарам што си таков, повели. И благодарам, Страшко, и навистина сум почестен што сум во ова друштво вечерва и изминати 90 години. Во Slow Food секоја година им доаѓаат нови членови, нови пријатели стекнуваме, но тешко ги раскинуваме старите, бидејќи врските кои ги создаваме во Slow Food, односно врските поврзани преку храната, се многу тесно поврзани преку емоцијата, културата, размислувањето за животот, така што тоа е една од целините на нашите организации. Нашите членови, нашите активисти се нашиот капитал. Веќе за нас е 2020 година, која сите сакаме што побрзо да заврши, но сепак издвоиме некои убави работи кои ќе ни останат, ќе ни одбележат истата. Една од заклучоците за што научивме во 2020 година е дека она што го правиме како Slow Food, мисијата на самата организација, да допреме до што повеќе луѓе, да стане храната попристапна и
достапна до секого и да има избор е она вистинското. Тоа се потврдува и во овие услови на криза и на пандемија. Затоа се повеќе треба и во следната година да се фокусираме кон заедниците. Оние планови кои ги имавме за ова година да ги реализираме во следната. Новите конвивиуми кои сакаме да ги отвориме. Уште поголема група од она што сме денес, изминативе години, акумулиравме, мобилизиравме нови луѓе, нови средини, нови производи, нови производители, нови активисти кои се со нас неофицијално, но таа формална управна функција да ја обавиме заедно во едни понормални услови, во едни физички организирани основачки собранија на новите конвивиуми. Што помоќни, погласни да продолжиме да ги поддржуваме локалните заедници, да пампираме што повеќе интересни, оригинални, автентични производи од Македонија, да развиваме нови президиуми во новите средини, да ги застапуваме малите производители, бидејќи им е потребна поддршката нив, да ги едуцираме конзументите започнувајќи од најмала возраст, од училишните градини, да ги анимираме готвачите и угостителите како што започнавме и како што Вања најави во Slow Food гостилниците, Slow Wine водичот, зашто поактивно се вклучат сите во градењето на локалниот систем на храна. Систем на храна кој ќе ни овозможи да имаме непречено пристап до квалитетна, здрава и разновидна храна и која ќе биде пристапна по фер цени. Така ќе ги обезбедиме и суверенитетот на храна и пристапот до секого. Пред нас се и големи предизвици за чувањето на животната средина, на природните ресурси, на нашите водни ресурси, на нашата почва. Тоа во иднина ќе подразбира и што повеќе да се мобилизираме за вакви активности, вакви кампањи, за да станеме свесни дека не се тие наше наследство, туку ние треба да им ги оставиме во наследство на идните генерации. Да си посакаме многу подобра 2021 година и да останеме сите во добро здравје и благосостојба. Една храна вели, каде храната е најдобра, смејата е најгласна. Очигледно и по овој вечерашен коктел, Slow Food е тоа место и вистинско место. Да наздравиме и да си посакаме само убави желби за 2021 година. Благодарам. На здравје. Благодарам, Николче, на На убавите здравје. планови. Ако има желба некој од вас. Јас би сакала Ема нешто да каже, затоа што мислам дека е ако ние нешто сме како столбови, некој како рече, врската меѓу столбовите е Ема. И мислам дека навистина заедно со Елена и ова се многу важен сегмент, многу дел од Slow Food Македонија и без нив не знам што би правеле. Во секој момент ни се достапни за се и се што ги бараме ни требаат, технички се опремени и во секој момент знаат да ти кажат што треба да направиш ако се најдеш во некоја гужва. И затоа сакам со Ема да завршиме. Ала ви, Василка, неочекувано. Меѓутоа, доста очекувано да ве видам сите, бидејќи Еленче, здраво. Елена тука е, да, и Елена е тука. Чест е да се биде дел од ваква една голема фамилија, да кажам, која што со текот на годините растеше и се надевам дека бројот на вака убави, позитивни, квалитетни луѓе ќе се зголемува и дека 2021 година ќе бидеме уште побројни, помоќни, погласни, секако фокусирани на целите кои што и визијата на Slow Food која што со години наназад во Македонија ја развиваме. Ви благодарам за прекрасните зборови, секогаш сме тука во поддршка на нашите членови и навистина еве и би говорела и од име еве и на Елена, значи не осеќаме некоја тежина да бидиме во служба на вакви прекрасни луѓе
и се надевам дека, како и што претходно и другите присутни тука кажа дека ќе имаме можност да се видиме, да си се гушнеме и да си наздравиме со љубов, прекрасна песна и секако со добри, квалитетни производи и вино, пиво и останати убавини кои што ги имаме на дофат и заедно знаеме да уживаме во нив. На здравје, среќна нова. Среќна нова име. Среќна нова. Јас уште би ги поздравила Биле и Кате затоа што не гледам дека се вечерва тука меѓу нас. Меѓутоа, некако ги чувствувам како следбеници на Елена и Ема. Има да учат уште од нив, меѓутоа на пат се да ги стигнат. Јас би го поздравила само на кратко и колегата бидејќи имал некаков проблем аудио да се вклучи, значи тука е и он меѓу нас, меѓутоа не успеа да се вклучи. Дејан видов дека е тука, ама не го гледам. Знаете што, мене многу ми е драго, пошто многу се сеќам, 10 години беше кога Ема и Елена прв пат одевме за Торино и кога започнавме, кога беа млади и избунети, а сега не надминуваат нас, а веќе после тоа видеана се исто така, нели, како нивни следбеници на Елена, на Ема, значи сега ние учиме од нив и ми благодарам на многу за поддршката цело време што ни ја даваат. Благодарам многу. Да кажеш дека не се. Уште се млади, само сега не се збунети. Така е. Не, млади се и се амбициозни и се вредни и научија многу и сега не надминаа сите нас. И сега ја им благодарам многу. Ептен сум срци. Така и треба, значи ги добри учители имале. Не, супер се сакаат, они се вредни. Се најубаво. Ајде, Страша, ти си сега наред. Јас? Па, сите молчат, од тебе чекаме. Води. Ако не да ја викнеме на крајот на сите заедно и готово. Ти како најмал, Страшко? Даде, јас како најмал, еве јас ја започнав ова наша вечерашна служба. Ред е да се каже и некој збор. Секако дека едни порано, други подоцна ќе ја напуштат софрата, трпезата овде. Меѓутоа, ние ќе продолжиме и понатаму да се трудиме, да контактираме меѓу себе. Би сакал да ви посакам добро здравје, добра мисла, мир во душата да имате и да имате милост кон послабите. Господ од лошо да не чува, Господ да ни чува полињата, шумите, водите, даровите на полето, даровите на планината, здравјето на стоката, нашето здравје. Тоа се моите скромни желби за следната година. Ви благодарам многу. Да живее Slow Food Македонија! Живее Slow Food! Живели! Ајде, Дони, запе една да те следиме. Поздрав на сите. Ако сакате, можеме сите заедно уште една за крај да запееме. Кажете што сакате да ви свират. Може. Само нешто, Дони, имаше некои технички проблеми, некако јас слабо слушав што се пее. Дали може да се поправи нешто? Па, ајде да пеевме нешто непознато, песна неизведувана. Сега можеме нешто попознато. Ако по-спонтано, да можеме да се приклучиме сите. По-спонтано се нешто да може да се приклучат сите со песна. Може? Оти? Ајде, Дуле. Мисли дека ќе има касно, няма се пак ќе пробаме, ајде. Една службарска како на служба. Ајде. Страшко предложи. Па што, која да ја предложам? Која се пее на слави? Пее нешто се знаеш. Некоја валанда што може? Па може. Ајде, гледайте тамо. Ќе свртам камерата да ги снимам. Ајде. Македонско девојче, ајде.
Македонско девојче ќе оди. Се слушали? Да. Уклучете ги микрофоните, исклучете ги. Добре, живели, да сме живи и здрави. Да сме живи и здрави. И ви давам 110. И што би рекол Карло Петрини, нема да биде како порано, туку подобро од Три лепчаче. Од 10. Браво. 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 Пак 110. Добро. Пак 110. Значи 220 добивме од другарите. Собирај. Macedonija 12 points. Да. Macedonija 12 points. Еве ги специјалитетите ги гледаме сега. Од Македонка. Опа! Пекарата проработи. Ало да го покажам. Тони, да ги пробаме. Може да ги пробате кога сакате, само повелете во Баландово. Знаете дека сте секој пат добре дојдени. Ние сме тука да повелете кога сакате. Се пофалихме и сами. Така. Што средно си имавме. Василка, се интересираат дечки во Дуни Бенд дали добро се слушало. Па добро, нема проблем. За тие што сакаат да пеат како мене, да. Да, добро. Ти си секој пат многу весела. Василка сака нешто посвежо, некој рок, нешто така за џускање. Следен пат на некоја средба во живо, Василка, и да заиграме. Така. Така, Јонка ми ја нема. Така. Поздрав на сите, се најубаво. Сите, готово, ајде. Поздрав до сите. До скоро видување. Поздрав. Убав Божик.
До срце. Тикне празници. Среќна нова, среќен Божик на сите. Се поздравувам, ве гушкам и палите и се надевам за брзо да се видиме пак. И ти ми палиш, Тетка Жакче. Поздрав за сите. Донане.